Во услови на зголемени тензии меѓу Соединетите држави и НАТО, генералниот секретар Јен Столтенберг пред неговиот говор во Американскиот конгрес се состана со председателот Доналд Трамп. Американските законодавци минатиот месец го поканија Столтенберг во еден редок двопартиски потек и тоа во услови на јавна расправа меѓу Алијансата и Трамп. Односите се затегнати уште пред Трамп да влезе во Белата куќа. Тој овие коментари ги продолжи и по преземањето на функција. Ова предизвика загриженост кај членките за тоа дали во итен случај Соединетите држави ќе се придржуваат кон членот 5 на НАТО, односно принципот дека напад врз еден сојузник треба да се смета за напад против сите. НАТО беше формиран пред 70 години поради загриженост од потенцијална агресија од Русија. Сега НАТО се најде пред нова итност поради знаците дека Русија работи на неколку фронтови за да засили својата војска, но и поради повиците на Трамп за поблиски врски со Русија. Трамп на средбата со Столтенберг рече дека членките на НАТО почнаа да го спроведуваат неговото барање. So tremendous progress has been made and NATO is much stronger because of that progress. Годишниот извештај на НАТО за минатата година покажа дека неговите членки се доближија до заложбата да трошат 2% од националното економско производство за одбрана секоја година. Actually North America, United States and Europe we are doing more together now than we have done for many years. По повод 70 годишнината од формирањето на НАТО, во Вашингтон се одржува дводневен министерски состанок.